Здравата исхрана за време на бременоста е најдоброто нешто што може да го направат идните мајки за нив и за нивното бебенце. Кога некоја жена е бремена, многумина ја советуваат да јаде за двајца, но експертите од Светската здравствена организација советуваат дека не треба да ѝ се даде приоритет на количината на храната, туку многу е важен изборот на намирниците и следењето на препораките за здрава исхрана во бременоста. Од Светската здравствена организација препорачуваат дека кај трудниците потребите од јагленохидрати главно се базираат на храна од растително потекло. Значајно е да се јаде зеленчук, овошје, леб, компири, тестенини, житарици, граф и леќа со мали количини на нискомаслено млеко, сирење, јогурт, риба. Кога постои можност, добро е да се конзумираат локални зеленчуци и овошје, особено кога е нивната сезона. Така идните мајки може да внесуваат свежи и безбедни производи со повеќе хранливи состојки. Во изјава за прва скопска, Бојка Динева Јовановска, која е во 6-тиот месец од бременоста, сподели неколку практични совети за тоа како таа се храни и се грижи за здравието. Треба да е застапена свежата храна највише од се, ради ензимите што ни се потребни, значи овошето, зеленчукот и главен напиток водата. Што се однесува до ручеци, вечери, десерти, солени благи, ручеците стандардно најдневе јас лично ги јадам манџичките наши што се традиционални, секако убаво приготвени без запршки и порано како што се готвело. Салатата присутна со секој оброк. Во вечерите исто може да се јаде и салата само, може да се јаде, ве сега имаме костени, пуканки може, клавчиња пченка како убав десерт. Пуканките може наместо солена варијанта со сол да се направат и блага со мед. Во текот на бременоста идните мајки важно е да внесуваат разновидна храна, вклучувајќи интегрален леб, тестенини, ориз, овесна каша како и традиционални житарки и компири.